Здраво, драги пријатели, добре дојдовте на каналот Татунчо. Во денешниот подкаст гостин беше Александар Сашко Кукулев. Со него разговаравме за многу интересни теми од историјата на Македонија од 20 век. Значи, почнувајќи од Рацин, кој што е многу интересен за мене лично, како човек кој што го има каналот кој што се нарекува Татунчо, за градот Велес, за гемиџиите, за Панко Брашнаров, за Голи оток, за хакерите од Велес, ако сакате. Многу теми опфативме, интервјуто е значи, набиено со содржина. Има само еден мал проблем кој што затоа го правам овој вовед, а тоа е интернет конекцијата, која што од време на време создаваше проблеми со тонот, со сликата, кој што јас ке се обидам во монтажата да ги елиминирам. Ако наидете на нив, имајте трпение, тие се кратки, траат по некоја секунда, понатаму продолжува нарацијата на мојот гостин, која што е исклучителна и многу интересна. Така што нагласувам повтор пат, имајте трпение со техничките проблеми кои што се должат само на интернет конекцијата и на ништо друго. Содржината е многу поинтересна од она што значи нервоза од ситни технички проблеми. Ве оставам на самото интервју. Уживајте. Здраво на сите, добре дојдовте на уште еден подкаст на каналот Татунчо. Веќе подолго време не сакам овие разговори да ги нарекувам интервјуа, затоа што не се класични интервјуа, туку се муабет со пријатни луѓе. Денеска мој гостин е Александар Кукулев, слободомислечки човек, како и сите останати гости на каналот Татунчо. Александар, добре дојде. Добро ве најдов, благодарам за поканата и навистина се чувствам привилегирано поради овој разговор, бидејќи досега луѓето што гостува, условно речено гостува, имаа што да кажат, беа се интересни со своите размислувања, со своите приказни и верувам дека, се надевам дека ќе бидам на нивото и дека ќе успеам да одговорам на веќе создадениот пробирлив, условно речено, вкус на твојата публика. Благодарам. Јас само, кога сме кај публиката, би сакал публиката да ја подсетам дека овој канал работи за публиката, обстојува заради публиката, така што сите оние кои што ме следат, би било добро да ги споделуваат видеата, за да можат и луѓето кои што не го познаваат каналот да го запознаат. Значи, оние кои што го немаат стиснато копчето subscribe да го направат, тоа затоа што сосема бесплатна опција и нормално во коментарите може да се дискутира за оно што го разговараме, значи да се прашува, да се анализира, така што ако има нешто недообјаснето во наредните прилики може и да се дообјасни. Јас имам посебна чест што Александар, ти си велешанец. Велешани го држат просекот на најмногу гостување во каналот Татунчо од различни значи бранши, теми и така натаму, така што многу ми е мило што тој просек го зголемуваме сега, особено што јас интимно сум поврзан со Велес преку името на каналот. Па ајде вака непланирано, Татунчо, што значи Татунчо за За мене Татунчо е синоним на еден Велес кој некогаш постоел и за жал постои до ден денеска. Татунчо е изразот на идеалот за слободно живење на велешани и Татунчо е една, како би се изразил, една распукната душа на еден човек кој со сите сили се бори против неправдата и сонува за поубав свет. Тоа ми е една типично велешка дефиниција за слободата, која
може би не на таков начин, ама до ден денес постои во секој велешанец. Значи, ние овде што живееме во овој град, што некогаш беше град за почит, а денес, за жал, се претвора во една подзаборавена касаба, распрострена помеѓу Охохо и Джипунот. Тоа се две кафеани што се наоѓаат буквално на двата краја од градот. Но тоа се периоди. Имал Велес и лоши периоди, имал Велес и убави периоди. Тие поминуваат, доаѓаат подобри времиња, а Велешани остануваат горди на својот град. Значи, сакам да направам една паралела со сплитјани, со жителите на градот Сплит. Тие имаат една песна во која меѓу другото се вели: ти можеш говорит контра мене, контра целог свита, ал ми немој ништа речи, ништа контра Сплита. Јас мислам дека токму тоа, ние немаме таква песна, пандан на таа сплитската, ама Велешани може да не се согласуваат за милион работи, и политички, и комшиски, и не знам, по социјален статус, и така натаму, и така натаму. Ама сите се фанатично влюбени во својот град. Тоа можам да го гарантирам. Уште една работа сакам да акцентирам во сега кога зборувам за Велес. Велес е во едно мое четиво напишав: ние се раѓаме со научени стихови. Ние плачеме со стиховите на Рацин. Ние се радуваме со неговите стихови. Ние, кога ни треба бегство од ужасното секојдневие, повторно утехата ја наоѓаме во стиховите на Рацин. И за тоа почнавме со Татунчо, нели? И Татунчо, и Рацин, и историски таа плејада на Велешани кои оставале печат на времето во Велес и во Македонија, до ден денеска се живи во денешната генерација Велешани. За да го сакаш Велес, треба да го познаваш. Ние го познаваме својот град, барем огромниот дел од населението овде, и затоа повеќе го сакаме. И се гордееме со тоа. Значи, кога зборуваше, морници ме облеваа, затоа што јас сум исто голем фанатик. Не сум велешанец, но сум голем фанатик и за Рацин и за Рациновата поезија. И покрај сета плејада македонски поети кои што дојдоа по него, јас мислам дека е ненадминлив во својот израз. Мене, искрено ти кажам сега, едно многу приватно мислење. Значи, јас ги почитувам целата таа генерација, не знам, меѓу двете светски војни, воени и така натаму и така натаму. Се поклонувам на нивното дело и така. Го почитувам делото и на Ацо Шопов и така натаму и така натаму. Знаеш ли дека малку ме боли? Значи, минатата година, не знам, 100 години од раѓањето на Шопов, не знам, некакви јубилеи, сега не ме држи за збор. Па не знам, има округла маса за неговото дело во Франција, во Париз, и така натаму, и така натаму. Штипјани успеваат да го глорифицираат неговото дело, а ние во Велес, не би сакал да не бидам погрешно разбран, не сакам да ги споредувам. Ама мислам дека великиот Рацин го губи тој мејнстрим, ја губи таа важност во македонската поезија и во македонското културно милје на сметка на некои други не помалку важни, ама јас мислам дека Рацин е основата. Една работа да ти кажам. Јас во мојот овоземски живот имав можност, благодарение на Господа, да ги запознаам музите на двајцата најголеми, според мене, во македонската поезија. Значи, ја запознав Бојка Вапца ден пред да почине, и ја запознав Раца по дефолт, бидејќи музата на Кочо Рацин, нели, Елхилка Фирфова Ѓоргова, бидејќи таа долго време работеше во локалната библиотека во Велес. И од неа изнемувавме книги, и таа ни беше секојдневие, ни беше тука, ни беше присутна. Толку многу сличности има помеѓу тие две жени. И мене ми се чини дека тие две жени
Ја не викам дека не постојат други сакани жени низ историјата на Македонија. Арно, ама за овие две има пишан документ колку нивните како да ги наречам партнери, љубовници, не знам како, обожаватели, со каков пиетет се обраќале кон нив. Тоа е чудо едно. Значи, ако и уште една работа, не знам, ќе биде интересна. Велеш ни ја знаат, ама луѓето што ги гледаат овој наш разговор надвор од Велес, многу малку знаат дека Кочор Солев Рацин и Рахилка Фирфова Ѓоргова никогаш не биле во близина, во таква близина, да се ги чуат гласовите еден на друг. Тие никогаш не биле на 1 метар близко, за да се ги слушнат гласовите. И сега, може да замислиш колка е таа емотивна обсесија со една девојка на која во една од картичките 39 година и пишува: го земам твоето име како свое, за да му дадам бесмртност. И таа картичка, ако не се лажам, ја подпишува со крв. Мокно. К. Рацин. И ми се чини дека и испратена негде од Сплит. Да, таа картичка испратена од Сплит, ако не се лажам. Неважно. Арно, ама која е таа емотивна обсесија? Каква е таа љубов? Која успева да ја артикулира во зборови, во стихови и да ја посвети неа. А не и бил толку близу да и го слушне ни гласот. А од друга страна, Бојка Вапцарова ја запознав во нејзиниот стан во центарот на Софија, на Раковски. Бевме заедно со тогашна една моја колешка од Радио Велес, ја тогаш бев радио новинар. Ја не знаев дека е Бојка жива. И бев случајно, не знам, бев на летовање, таму бев на годишен одмор, и пред мене падна буквално еден весник. И гледам наслов, Бојка Вапцарова изјавила тоа и тоа. Викам, чекај, пополе. Значи, тоа се случува некаде 2000-та година. Викам, Бојка Вапцарова, дали ова таа Бојка на Рацин? Со душа чекав да си дојдам во Велес. На Вапцаров, така? На Вапцаров, да, се извинувам. Со душа чекав да дојдам во Велес. Дојдов во Велес, еден заеднички пријател со мојот тогашен уредник и така натаму, викам, Бојка жива ли е стварно? Прочитав во еден. Жива е, викам, возрастна, има 90 години, ама жива е. Леле, ја морам да ја сретнам таа жена. И нели, радио Велес е мало радио, нели, немаме пари, не, сам секи си финансира и ќе одам, ја морам да се сретнам со тој дел од историјата. Так. Таму имаше многу перипетии на тоа патување, не би сакал да замарам. Арно, она беше жена која полека се простува со животот. Покрие, мислам, знаеш како, Госпоѓа се раѓа. Бојка Вапцарова умираше со марама на вратот. Не разбираш. Едни очи модри, две убави старици сум видел ја во животот. Едната е таа на Титаник што го фрла Гердан од бродот, а другата е Бојка Вапцарова. Едни очи модри, небо. Ја снимам и, знаеш, ние сме, дали ни е тоа наметнато, дали ни е тоа во генот, дали ни е тоа поради тие долги години на тортура, на понижување што сме доживувале од, условно речено, околните околу нас и така натаму, секогаш бараме потврда, уште еднаш да ни се потврди дали сме ние тоа што сме, дали сме ние македонци, дали сме ние, и сега околу оваа приказна дали е Вапцаров бугарин, дали е македонец. И викам, тетка Бојка, шо викаше Вапцаров за себе? Ти си му жена. Значи, само за овие што го слушаат разговорот, да кажам дека Вапцаров е 42 година стрелан, ми се чини на 13 јули, не ме држите за збор, во централниот затвор во Софија. И сега, од таа 42 година до 50 година, Бојка Вапцарова живее сама, 50 година
она се повторно стапува во брак со еден лик што се вика Николај Шивачев, и не го запознав, бидејќи она живееше со него за време на мојата посета, а тој Николај Шивачев бил капелан, како да кажам, свештеник во тогашната војска на Бугарија, 42 година. И он присуствувал на екзекуцијата на Вапцаров. И ја прашувам, тетка Бојка, што кажуваше Кољо Вапцаров за себе? Бугарин ли е или македонец? И ги отвара модрите очи и вели вака: Александре, големите луѓе немаат националност. Нив Бог ги испраќа на светот да го истурат својот талент како грст бисери и после тоа си ги зима при себ да му бидат близу. Јас од тој ден знам кој е Никола Јонков Вапцаров. Точно. Исклучително излагање, Никола. Значи, кога разговараме дали ги познаваме нештата или не ги познаваме, јас мислам дека понекогаш не е потребно интелектуалното знаење, туку баш она со срце што може да се доживее, а ваквото твое одење во Софија било единствено со емоција направено, не може да биде направено со знаење, умење, податоци или било што. Би сакала да повторно едно многу интимно чувство да кажам. Велат, актерите знаат да се прилагодат на улогата и на ликот и така натаму и така натаму. И после многу брзо можат да излезат од тој лик па да припремаат нов и така натаму и така натаму. Да верувај, по таа моја средба, наша средба со историјата олицетворена во Бојка Вапцаров, ја не можев да испаднам од тој филм. Не знам. Упорно препрочитував, сега ја гледам книгата ми овде. Упорно препрочитував. Не знам како да ти кажам. Чувствував потреба да се облекувам како 30-тите години, додека не испаднам од тој филм. Толку големо влијание изврши таа средба, тој разговор, тоа интервју со Бојка Вапцаров, тоа беше чудо. Никола, ајде малце за еден фолклор велешки, а тоа е гемиите и подоцна гемиџиите кои од овие гемии ги го земаат своето име, кое што е врежано во историјата, малку приказната за нив, значи без да одиме кој биле по име, по презиме и по години раѓање, туку нивната мисија, кои се тие луѓе, зошто го направиле тоа што го направиле, значи тие така наречени атентати кои што треба да се пишуваат во историјата затоа што се единствените атентати кои што не убиле луѓе. Да. Повели, зборот е твој. Вака сега, гемијата е карактеристична за Велес. Многу малку луѓе знаат дека во времето кога Вардар бил пловен, значи еве да речеме крајот на 18 век, да почне се да приказна со тие гемии, буквално стоката од целиот Балкан, ја дојдов до податоци дека од Белград, не знам, од Бугарија, не знам, доаѓале во Велес и буквално преку гемии стоката се транспортирала до Солун. Токму поради тој начин на, како да го кажам сега, најкусиот пат од Велес до Солун и тогаш најбезбедниот, не дека немало и проблеми по Вардар, ама значењето на гемијата се поврзува со овие млади луѓе кои решиле, сега има две тумачења на целата оваа приказна. Демек, пуштена е гемијата, па кај ќе стигне таму, нели? И некои наивно веруваат дека они до Солун одале со гемија, лично не верувам, мислам дека користеле други превозни средства. Но во секој случај сега би можели и да ги набројам, ама ми е страв да не испуштам некого, па да не се посрамотам.
Така. Тие млади луѓе својата само жртва ја направиле од неја направиле матрица за тоа како се сака татковината. Значи, во тоа време, сите од добростоечки семејства. Финансиите никогаш не биле проблем. Образовани, знаеле по 2, 3, по 4 странски јазици. Посакувани од девојките, не знам, посакувани како идни брачни партнери, како да ги наречам, младоженци, добри прилики од велешките моми. И не само од велешките моми, и од таму каде што студирале, и во Солон, и така натаму, и така натаму. И сега, ти сето тоа да го жртвуваш во име на една поголема цел, што се вика Македонија, па дури има ситуација во која во меѓусебен договор бараат откуп од родителот на еден од нив, со негово знаење се разбира, за да земат пари, за да имаат стабилност на делото што го прават, за да имаат пари и за копањето на тунелот и така натаму и така натаму. Значи, одат преку се вложуваат до крајни граници, немаат скрупули, не жалат ништо, па дури и своите семејства, финансиите на своите семејства, поради идејата. А идејата е да го свртат вниманието на европската јавност кон неподносливото дивење на османлиите во тоа време, во цела Македонија, па и во Велес. Сега, да се прават такви терористички акции, а при тоа да се води сметка што помалку луѓе да бидат повредени, е уште еден гест на врвен патриотизам. Сега ми е страв да го употребам зборот хумано, оти нема хуман тероризам, нели тероризамот си е тероризам и они на некој начин биле терористи за Турската империја и така натаму и така натаму. Арно, ама со толку такт, со толку чувство, сето тоа што ќе се прави да биде направено со најмала можна жртва. И тоа им успеало. Значи, можеби не ја сменија целата приказна во Македонија, во времето во кое тие живее. Но, тие оставија таков аманет за идните генерации македонци што се раѓаат, да тој ќе остане се додека постои последниот македонец. Гемиџиите се тој образец, тој клуч, таа дефиниција за тоа како се сака татковината. Тука во близината на градот и во непосредна меѓусебна близина се гробот на Милан Арцов, најмладиот гемиџија, и во непосредна негова близина, бидејќи потекнуваат од исто село, е и гробот на Јована Лавакот. Секоја година на 2 август таму одат луѓе, има историски час, се положуваат цвеќиња и така натаму и така натаму. И тој тргнува од Фезан, го ослободуваат, нели, со уриетот, смртната казна му е, ама по патот умира и ми се чини дека и Павел Шатев, како член на гемиџискиот кружок, тој е од Кратово, грото се обелешени, има и Марко Бошњаковски охригенец, неважно апсолутно, идејата ги обединува, другите се велешани. Да, сакав да, кога веќе зборуваме за гемиџиите, за најмладиот гемиџија, Милан Арсов, тој потекнува од едно велешко село, непосредна близина на Велес, некои десетина километри. Него е интересна неговата приказна. Тој, според преданието што велешени до ден денеска го раскажуваат меѓу себе, тој го дочекува амнестијата со уриетот, ослободен е од Фезан, ама поради нарушено здравје, негде по патот умира од мала Азија. Ни сега не се стасува некако
И Павел Шатев му го вади срцето и во канта со мед успева да го транспортира до неговото, да го донесе во неговото родно село и да му исполни последната желба, бидејќи последната желба на Милан Арсов била да почива под тоа диво крувче во своето родно село и срцето му е донесено и закопано му е таму. И сакам да ги повикам сите оние кои сакаат да истражат Македонија па и на ваков начин, да го посетат Оравец во близината на Велес, тоа е едно многу питоресно, едно живописно село, и таму да се напијат малку од македонската историја, дотолку повеќе што во непосредна близина е и гробот на војводот Јована Лабакот, па ќе бидат во ситуација да се подсетат, да научат нешто повеќе, да ги посетат, да одадат почит на двајца големи македонски херои. Јас за гемиџиите го знам овој факт дека непосредно пред атентатите, односно непосредно пред својата смрт, со нив средба во Солун има и Гоце Делчев, и дури ни големиот Гоце Делчев не успеал да ги разубеди да не го прават тоа што имаат намера да го направат. Да, имам јас такви сознанија. Исто така имам сознание дека дел од парите ги обезбедил Сарафов. Па тоа сега не знам колку ни е дозволено сиот овој разговор да го ставиме во актуелниот општествено-политички контекст. Па нашите источни соседи тоа им дава за право да кажат дека ете гемиџиите биле инструирани, поточно биле подпомогнати од некакви пробугарски кругови и така натаму и така натаму. Но сето тоа е неважно во споредба со идејата. Идејата е да се сврти вниманието на светската јавност за ужасната положба на македонците во Македонија. И тие млади луѓе успеале да го направат тоа само жртвувајќи се себе си. Нема погора. Ти младоста да не знам во споредба со денес, нели? Па не сакаат додат во армија, па не сакаат, не знам, сакаат да водат скапи коли и така натаму и така натаму. Сите овие млади луѓе во тоа време, таа 1909 година, ги имале сите можности, ги имале сите овие удобствија, можеле слободно да живеат као бубре колој во круговите на своите богати семејства, а не го направиле тоа. И имале еден поголем идеал. Слободата на Македонија и подобар живот на сите што живеат на ова парче земја. И тоа не смееме да го заборавиме. Уште еднаш ќе кажам, тие се образецот, тие се матрицата која треба да ја следиме сите ние по генерациите што доаѓаат. За тоа како се сака татковината. Тоа мене ми се чини дека такви случаи се ретки во историјата на светската цивилизација. Так, се согласувам. Колку илустрација за големината на тие луѓе, Павел Шатев, кој што е еден од преживеаните... Не, ворете. Павел Шатев, еден од преживеаните гемиџи, е во тоа време станува доктор на науки, во време, значи подоцна зборуваме, во време кога степенот на неписменост бил супер голем, а тој бил доктор по правни науки. Да. И за жал, значи, комунистичката номенклатура подоцна наместо таквите луѓе да им даде простор да ја градат Македонија, ги стрпува во затвор. Да, јас снимав еден документарен филм, се викаше Лажлива пролет 1946. Разговарав со еден лик, еден господин, името му беше Сазо Трајковски, сакав да ја раскажам неговата приказна. Тој како 17 годишно момче бил во централниот затвор во Скопје, поради тие некои провамровски идеи и така натаму, промакедонски идеи и така натаму. И тој ми кажуваше, ми опишуваше својата средба со Павел Шатев, оди Павел Шатев едно време бил министер за правда во владата на повоена на Македонија. И како го посетил во затворот, како разговарале,
за македонските работи, како разговарале за средбата помеѓу Ченто и Тито. И исто така, истиот човек ми опише ситуацијата за погребот на Павел Шатев. Не било дозволено да се оди на погреб, ама тој сепак бил како? Вика, возот за Битола беше полн со Павел Шатев е закупан во Битола, нели? Така. Вика, се сеќавам дека беше многу тешко одеше да се оди на погреб, беше да се оди на погреб, Арно вика, јас изимав олев уси панталони, облеков чизми, земав една јадица, трска и така не бев сомнителен за агентите што беа по возот, по возовите. И така вика, отидов на погреб, иако го гледав оддалеку, го следав оддалеку погребот. Моето присуство таму мене ми даде спокој дека ете човекот кој го почитував го испратив во вечноста, Арно Ама оддавајќи му почит. Интересни работи за кои многу малку се зборува, многу малку е напишано и многу малку е денес дел од не знам, од која сфера сакаш да земеме, дали во образованието, дали во културата. Јас не се сеќавам да има некој, да речеме, денови на Павел Шатев или некоја награда Павел Шатев. Не можам да се сетам. Како денешната Македонија му возвраќа. Може би постојат такви работи, ама јас во моментов не можам да се сетам на ниту една. Инаку Павел Шатев е еден голем лик. За среќа остави пишани документи, па нели новинарот се сретна со таму неговите керки, па ја превзема сетата документација, па се напишани некои книги потоа Арно, ама тоа беше тогаш кога беше интересно, условно речено, иако делото на Павел Шатев како дел од гемиџиите е вечно, доби вечност уште во 1903 година и ќе трае се додека не постои. Така, јас би сакал сега тука да нагласам една работа, затоа што гледачите многу сакаат да се зборува за она древната историја, зборуваме за историјата на античка Македонија и сето тоа е во ред. Но за да ги направиме мостовите до таа историја, ние мораме да зборуваме за непосредното минато, за минатото кое што е непосредно зад нас, за она минато за кое што, веќе го што кажуваш ти, а јас сум имал прилика да разговарам со луѓе кои што биле учесници. Значи не е да кажувам со кого сум разговарал, туку сум разговарал со луѓе што учествувале во февруарскиот поход. Зошто се случува тој февруарски поход, со луѓе кои што биле партизани, кои што биле ранувани или нивни блиски биле убивани непосредно, значи од окупаторите кои што биле на оваа земја пред таа земја да стане слободна. Како станала слободна? Што значи на тој начин, одејќи преку илинденците, понатаму, значи само така можеме да ги создаваме мостовите за да дојдеме до таа подревна историја. А оваа историја е многу важна затоа што преку оваа историја во 1944 година создадовме држава што не имала работа. И сега генерациите што доаѓаат имаат како да имаат чувство дека природно право е да се има држава, а генерациите пред нас животите ги давале затоа што ја немале. Во потполно си во право, но околу природното право да се има држава за кое мислат сега не прозвучам како сега старецот зборува и ја критикува младината и така натаму, не. Арно, ама ние сега, ако грешам, нели, нека тие што нема да се согласат однапред и се извинувам, арно, ама стварно навистина е ова моје мислење, кога полека ги губиме прерогативите на една држава,
И тоа ни се случува пред нашите очи, ни се случува на нашата генерација. Почнуваме да сваќаме дека ништо нема подарено и ништо не е неплатено, ништо не е бесплатно. И со секој навидум, ајде лесно е, па можеме и без тоа, па можеме и без тоа, па добро сега ако јазикот ми е западно-бугарски дијалект, па добро сега ако не е, ако не можеме да речеме на одреден сајт кај што се бара јазикот кој го зборуваш, ако нема македонски или стои формер Југославијан република или не знам северно македонски јазик и така натаму, и ние полека преминуваме така лесно преку тие работи, не допираат, не ни значат ништо, па ајде може и со тоа, важно е да завршиме работа и така натаму. Ние се губиме себе си. Тие мали работи, за тие мали работи да ги имаме, луѓето ги плаќале со крв пред само 80 години наназад. И ние немаме право овие работи да ги сметаме за ситни, за неважни, за небитни, бидејќи кога ќе останеме без нив, без последната од нив, ние остануваме без самите себе си. Ние ќе се изгубиме себе си. Неподносливо е. Од друга страна, ние имаме 6 национални телевизии. Дали на некоја од нив се емитува, не знам, образовна програма? Дали се емитува програма во која се засегнати историски контексти? Па видите ги бугарите, еднаш неделно, 2 пати неделно, ние во историјата на Бугарија и така натаму, и упорно сеќавањата на одредени работи ги држат свежи. За србите да не зборувам. Хрватите се проклето горди, иако, значи, тие работи нас ни фалат во општественото уредување. Ние како свесно да не водиме сметка за зачувувањето на споменот на тоа што сме. Значи, сега да не одиме подалеку. Тргам од самиот себе си. Јас во моментов имам една историска комисија на која е дадено да одлучува дали дали Гоце Делчев бил македонец, мој предок не бил, дали мојот јазик е западно-бугарски дијалект или е македонски јазик и така натаму. Таму има, не знам, 5, 6, 7, 8, 10, колку луѓе за кои јас ништо не знам. Тие во името на сите нас одлучуваат за нас. А ние со ништо не сме ги избрале нив. Не знам дали ме разбираш. Така. Ние имаме луѓе од кои утре ќе зависи нашата иднина. Не им знаеме ни имиња, не им знаеме ни биографии, знаеме само колку се платени. Не знам, денеска утринава прочитав 245.000 евра добиле, не знам сите заедно или поединечно или не знам како веќе. Неважно апсолутно колку и да се платени. Јас не знам кој ги избра тие луѓе во моје име, врз кој основ се избрани, со какви квалификации се избрани, колку се тие стручни за да го работат тоа. И на крајот на криштата, со кое право тие одлучуваат за цел еден народ да постигнат договор дали нашиот идентитет е ваков или онаков. Тоа е парадоксот што ние го живееме денес. Еве една покана ќе дадеме до сите оние кои што се историчари, кои што историјата имаат како диплома и како струка, слободно да се појават во овој подкаст и да разговараме за сите непријатни теми. А непријатни теми има многу, затоа што како во Орвел има потреба да се напише историјата со политички коректни термини, а не со онакви како, например, можеби еден ден ќе стигнеме до тоа да кажеме дека Хитлер бил нацист, ама не бил толку лош колку што во минатото се мислело и такви некои слични небулози. Да се вратиме на нашата тема. Создавањето на македонската држава, модерната македонска држава на 2 август 1944 година почнува со второто заседание на Асном. Човекот кој што го отвара тоа заседание е Панко Брашнаров, повторно велешанец, двоен илинденец, значи учесник и во првиот илинден од 1903 година, повторно несреќен лик кој што завршува трагично со комунистите. Ајде за
за него малку повеќе. Панко Брашнаров е еден стварно лик кој е недоволно истражен, за кој многу малку се знае. Велешани го познаваат добро, бидејќи ги слушале своите родители, ги слушале своите баби и дедовци, кои за Панко Брашнар зборуваат во суперлативи. За Панко Брашнаров зборуваат како за омилениот народен учител. Кога по ослободувањето доаѓало од Горноврановци во Велес, буквално ги вадале, ја имам таква информација, дека ги вадале најубавите черги, најубавите теписи, да ги ставаат пред коњот со кој тој доаѓа во градот. За жал, денешната Македонија, во која ние живееме, нема одговор за местото на Панко Брашнаров во историјата. Ти ќе слушаш дека сите тие се повикуваат на 2 август. Или Панко Брашнар, меѓу друго, то рече, па цитираат негови зборови и така натаму, и ништо друго. Мој личен впечаток е дека неговата трагедија е во тоа што во еден период од своето политичко делување бил член на ВМРО Обединета, а во сосема друга етапа од неговиот живот тој се декларира како комунист. Сега ниси ВМРО-вец, ниси комунист, поточно емси ВМРО-вец, емси комунист, и тие работи не им одат заедно, и затоа Панко Брашнаров е буквално во еден процеп од кој јас не гледам дека има било каков излез. Јас долго време легнував и станував со идејата каде е Панко Брашнар. Каде е закопан Панко Брашнар. И тоа станува немир, не знам, луѓе што некојаш се занимавале со истражувачко новинарство, знаат каков е тој порив. Долго време се прашував каде е гробот на Панко Брашнаров. Значи, јас како велешенец ги слушав сите тие приказни за него, за неговата хуманост, за неговата решителност, за неговиот интелект, за неговата благост, меѓу другото, како успевал да најде заеднички јазик со луѓето, како успевал да ги смирува луѓето и така натаму. За него нема човек што ги каже лош збор. И до ден денес, ако има уште некој негов современик, Рома, не може да слушнеш некој да каже нешто неубаво за Панко Брашнар. Буквално тој е омилениот велешки учител. Значи велешани фанатично се преполни со фанатична почит кон таа фигура од историјата на македонскиот народ. Долго време се прашував каде е гробот на Панко Брашнаров. Се прашував и зошто никој не успел да го побаре. Да речеме дека оваа идеја кај мене се раѓа, да речеме на крајот од 90-тите години, јас сум тогаш се уште млад и така натаму. И живеам некои 5, 6, 7, 8, 10 години со таа идеја. Зошто едноставно, го спомнуваме Панко Брашнар, првиот председавач со Асном, тој е човекот што ги виде растреперени водите на Струма, места, се до Белото море и така натаму. Знаеш како? Панко Брашнаров таа 44-та година, како да се изразам, геометриски ја отцртува Македонија. И мене ми се чини дека денешната Македонија и тоа не му го простува. И решавам 2008 година да одам во Хрватска, убеден дека на Голи оток има гробиште и дека Панко Брашнар е закопан таму. Мојата логика беше ваква. До 90-та година никој не го барал затоа што не смее да го баре. Не знам, гледачите најверојатно знаат, Панко Брашнар не бил женет, нема пород, нема деца, едноставно нема некој што ќе се заинтересира посериозно за него. До 90-та година тоа било невозможно ни да прашаш каде е Панко, а не па да му ги бараш коските.
После 90-та година имавме рецидив од претходното општество, па тоа траеше негде до 97-98 година, па после малку се менуваат работите до 2002. 2001 почнува конфликтот, војната, како ќе го речеш. Повторно не подотлив период за истражување такво. И некоја, да речеме, 2007-2008 година, одам на Голи Оток со надеж да го најдам Панко. Се разбира дека таквите, како да се наречам, не знам, не авантуристи, туку не знам, луѓето кои трагаат по вистината, по некаква вистина, редовно се луѓе кои немаат доволно средства, кои немаат пари, кои никој не ги спонзорира, се е оставено на нив, нели со некоја заштеда што имав тогаш во моментот, тргам во Хрватска, до Раб, после од Раб до Голи, во потрага по Панко. Сега и тоа патување воопшто не е лесно, бидејќи ти ќе стигнеш до Раб, ама треба да ти се погоди оние викаат велебитска бура, кога не дува, за да те превезе приватно такси кајче од островот Раб до Голи Оток. Па чекаш еден ден, па чекаш 2 дена, па времето не се смирува, а секој ден останување те кошта спиење нови 40 евра, 2 кутии цигари уште, не знам, уште 20 евра и така, ти ги исцрпува ресурсите со кои си дојде. Даде Господ, се смири времето, заедно со Барба Шиме, одиме на тоа е Голи Оток едно страшно место. Значи, знаеш дека е 21 век, знаеш дека таму веќе нема ништо. Арно, самото тоа што знаеш приказната, што се случувало таму, како се приближаш кон островот, те обзема ужас, те обзема страф. Голи Оток е така напуштен 90-та година, кога е затворен, или 91-та. Буквално, само луѓето излегле од објектите и се е останато така. Административни згради, не знам, патчиња што правеле, не знам, некои помошни простори, се е така како што е оставено 90-та година, 91-та година. Бидејќи, Голи Оток има повеќе етапи, сега не сакам да заглавам во елаборирање на целата таа приказна. Значи, Голи Оток е воспоставен 48 година, најголемите зверства се од 49 до 53 година, тој Голи Оток што ние го познаваме. После 53 година, по смртта на Сталин, доаѓа Хрушчов, релациите со Советскиот сојуз малку се стабилизираат, омекнува целата таа приказна и после ги нема тие зверства. Значи, кога зборуваме за зверства на Голи Оток, зборуваме од 48 до 53 година. Иако има интересна приказка што било со Голи Оток пред да дојдат првите затвореници, овие што се изјасниле за резолуцијата на Информбирото. Многу интересно што првите затвореници, ова го имам слушнато од креаторот на Голи Оток, генерал Јово Капиџич, кој го запознав 2011 година при напад за Хрватска, одседнавме во Белград, направивме интервју со него, па после отидовме во Хрватска. Значи, ова сега што го кажувам е кажано од генералот Јово Капиџич. И го има во... Значи, ние потрагата по Панко Брашнаров, втората моја потрага, ја правевме заедно со Снежана Лупевска со Код, и таа емисија може да се види исто така на YouTube, оние што сакаат подетално да се информираат за целата приказна, може да видат таму. И беше многу немам зборови. При мојот прв Голи Оток, првиот пат кога го барав сам, без помош на оваа екипа на Код што сега ја спомнав, јас се уверив дека на Голи Оток буквално нема гробишта. И мојот водич ме убедуваше во тоа дека тука гробишта нема. И он ми кажуваше дека ако бидејќи е од Раб, ако случајно исплива до Раб некакво тело, вика, бабите не се плашеа, жителките на Раб ќе го приберат тоа тело
и можеби и ќе направат некаков верски обред врз него и така натаму и така натаму, и откако сето тоа ќе заврши, се знаеше кој е полицаецот на РАП, него му се пријавуваше тоа, па иде екипа, го зима и го враќаа повторно на островот за понатамошно постапување. Бев убеден дека таму ќе го најдам, се уверив дека го нема, и бидејќи првиот пат, и бидејќи ресурсите ми беа исцрпени, се вратив со неуспешна мисија дека Панко Брашнар не можам да го најдам. Потоа, цело време живеев во убедување дека толку многу таа власт тогашна ги мрази информбировците и дека евентуално идеално место за негово закупување би било сега постои едно градче Бакар тука под Нови Винодолски и така натаму и така натаму. Тоа е едно многу грдо градче, таму има една коксара, фабрика за кокс. Искупување на кокс, како да се изразам, не знам. Коксара има во Бакар и мислев дека од што ги мразеле толку информировците, тие што ќе го изгубат својот живот на голиот оток, дека ги закупувале таму. И тогаш имав контакти, нели, поминаа неколку години и во еден од контактите со Снежана, со Данчо Стевков, со Владимир Тевчев и така натаму, една нова година беше, и јас им ја изложувам идејата, ајде во наредната сезона на Код да одиме ушеднаш да направиме обид, да го најдеме Панко Брашнаров. Јас сум убеден дека се наоѓа закопан во коксарата во Бакар. И ние така тргнавме. И сега, стигнуваме во Белград. Во Белград го правиме интервјуто со Јово Капиџич. Јово Капиџич беше многу намачкана личност, не знам како да кажам, многу шарена личност. Значи, додека го прашуваш, додека беше пред камерите, он не знам, не сум слушнал, можеби, не знам, не ми е јасно зошто не го прашавте Цветко Узунов Абас за тоа, јас не сум баш најсигурен. А само што се исклучија камерите, само што престана да свети црвеното светленце на камерата, вика, сега јас се сетив кого вие го барате. Јас сум убеден дека тој беше крив. И вика, ние бевме државна удба, значи државна структура на безбедноста. И кај нас ништо не минеше неархивирано. Вие слободно побарајте го списокот на голоточките затвореници во Загреб и таму ќе го најдете тоа што ви треба. И ние уште вечерта испраќаме мејл до националниот архив на Загреб, во кој бараме да ни кажете дали има, не знам, список на голоточки затвореници, дали е Панко Брашнар меѓу нив и така натаму и така натаму. Вечерта поминуваме во Белград, утре се вајде рано тргаме за Загреб и некаде на релација Белград-Загреб на среде пат добиваме мејл во кој Националниот архив на Хрватска не информира дека немаме тоа и тоа што сме побарале, ама имаме список на голоточки затвореници и имаме податоци за тоа каде е закопан Панко Брашнар. Тоа беше откровение. Ја не знам, мислам дека лепнавме до Загреб. Па таму имаше други перипети, човек. Кога тргаш без пари, а сакаш да направиш нешто. Влегуваме таму, готово, ние ќе почнеме да снимаме и иде таму господјата, не знам, одговорна и вика, ние сме членка на Европската асоциација на национални архиви и кај нас еден саат кошта, да речеме, 50 евро. Еден саат истражување кошта 50 евро. И сега се гледаме ние тројцата, вака да не тресеш, не можеш 10 евро да извадиш, а не па 50 евро да ни платиме еден саат. И тогаш одевме на Шарм. Па господјо, па колку сте убава, па ние сме доведени само да ни дозволи. И вика, еден саат на наш трошок сега. И тогаш почнеме да ги зе. И буквално ја државме во рака таа книга. Тука има еден анахронизам. Значи, список на тажни судбини испишан со краснопис.
тој што ја водел таа книга, не знам дали се сеќаш на времето кога се правеа техничко, Така. Го значи правихме. испишано со мастило, но со краснопис. Ние таму ги најдовме 804 македонци кои ја поминале таа голоточка Голгота. И меѓу нив го наоѓаме, они прве го напишале Ранко, па го прешкртале, па го напишале Панко Тодора Брашнаров, роден починат 13 август, мислеч, ако не се лажам, 1953 година и така натаму. И ние тоа го снимаме, и ние знаеме дека го најдовме човекот. И сега во другите графи, значи, каде е роден, каде е починат, од што е починат, пишува таму дека е официјалната диагноза, дека му е воспаление на миокардот, дека од срце умрел и така натаму. И понатаму, во шифра, каде е закопан. Мировој, со бројот на гробната парцела и така натаму. Во исто време, еден пријател, кој го запознаваме во Загреб, а со кого контактиравме претходно по мејл, член на Сдруженијето на голоточките затвореници од Хрватска, доаѓа во архивот на Националниот архив на Хрватска, таму се наоѓаме, и он ни носи, буквално ни носи посмртен лист од за тоа каде е закопан Панко Брашнар. Тука коцките се споија и снимивме се што треба да се сниме, знаевме веќе дека го имаме неговото место каде е закопан и одиме на Мировој. И тука почнуваат проблемите. Снимавме, значи прво сега ова што ќе го кажам, го доживеав токму на Мировој во Загреб дека гробиштата се жива материја. И тие се шират. Политиката на гробиштата Мировој во Загреб е дека ако за 15 години никој не го повара твоето гробно место и никој не плати таму некакви такси што ги има тоа јавно предпријатие, дека гробиштата имаат право да те откопаат и да те дислоцираат на друга локација, бидејќи оваа локација кај што сега ти, кај што си им треба за тие што имаат да платат и така натаму. И Панко Брашнаров е два пати, ние добиваме на неговата посмртница, добиваме точно парцелите, од која е откопан, 71-а мисля че дека е првата, па после 80 ги не знам која, и ги снимаме тие две локации, каде бил закопан. Сега нас ни фали местото каде што е, бидејќи нели поради проширувањето на гробиштата, два пати го дислоцираат. Ама тоа е организирана држава, тоа не ти ги шутира коските со нога, туку ако веќе те дислоцира од едно место до друго место, таа врекичка со коски се знае кај почува, која е следната дестинација. И ние ги снимаме првите две места кај што бил закопан па презакопан, ама го немаме последното негово почивалиште. И нели одиме таму кај надлежните, вака ни треба местото кај што е Панко Брашнар закопан и наидуваме на еден однос ужасен. Не брка, а ние со камери доведени су. Надвор, напустите управну зграду, зошто луѓе во наеднаш така? Каков е однос тој? Леле, што ќе правиме сега? Имаме документ, знаеме каде е, ама не можеме да го снимиме место, бидејќи не го знаеме последното место, каде го закопале луѓе. И сега не си одиме, тука стоиме, испаѓа еден брко, пуши, некој од нас, не знам, му приоѓа. Добро, што е проблемот? Зошто не ни кажувате кај е човеков? И човеков вика, знаеш ли колку ние имаме изгубено случаи во кои членови на фамилијата не тужат, само поради тоа што не сме ги информирале, не знам, и плаќале дебели пенали. Гробиштата во Загреб се еден конзорциум, така затворен, мене ми се чини дека позатворени и од Скопски Бутал.
Значи, се знае, тука се мора да биде понивно, мора да биде, не знам, нивни споменици, нивни сандаци, нивни крематориуми, буквално. И они го далеко се штитат, некој да не поведе судска постапка против нив, бидејќи имаат лошо искуство, милионски суми имаат исплаќено на луѓе што си ги барале своите покойници. И ние му објаснуваме на Ликов, на бркото, нели, на кого не идуваме, најверојатно дел од менаџментот таму. И кажуваме, ние сме новинари, ние не сме членови на семејството, ние еве, кај треба да подпишеме, никој од нас нема да ве тужи, ние дојдовме по приказна. Овој човек е важен за Македонија, ние сакаме да го најдеме и ве молиме да ни кажете каде е, само дојме да го снимаме. А нечете да тужите, не ни паѓа на памет. А не сте вие фамилија, не сме ние фамилија, ние сме новинари. Човек, како се менува работата у основа. Так, наеднаш сите нас смеа. Ни пратија, како се вика ова, електрично возилце едно. Па не качија, па со цела опрема таму. Па не однесоа точно до локацијата кај што се наоѓа гробното место на Панко Брашнар. И ние повторно пак ќе го спомнам тоа, кога одиш без буџет, кога одиш така со човек, буквално ситни куни збиравме да се симнеме доле во продавницата за цвеќе, да купиме една вазна со цвеќе, не знам колку нешто ситно кошташе буквално тоа што можевме да го извадиме од џеповите. И ние бевме првите што положиле, значи јас, Владимир Тевчев и Дано Стевков, ние сме првите што воопшто во животот, во животот, од починувањето на Панко Брашнаров, првите што му одделе почит било какво. Со една икебана платена, не знам, 10 куни. Бидејќи тоа беше се што го имавме по џебовите во тој момент. И после почнаа проблемите. Му се јавивме на тогашниот градоначалник, Горан Петров, тој тогаш не изигнорира, као што впрочем потоа секој нареден градоначалник на Велес не игнорираше и така натаму и така натаму. А многу е битно една работа да кажам. Значи, со нас дојде со тоа возилце што го спомнав електрично, со кој не донесоа до местото на каде е гробот. Дојде што работат таму, не знам како да ги наречам, гробари или цитатирави. Знам дека имаше една возрастна личност и многу се битни живите јазици. Тој човек може и не постои веќе. Ја ти зборувам за 2011 година кога го пронајдовме, сега сме 23-та, значи пред 12 години се случуваше ова. Тој човек може би е починат сега. Арно, ама многу ми е живо сеќавањето дека викаше јас сам ту вречицу со костима оставил овде. Значи имавме жив сведок и кажа дека не е ни некоја длабочина, туку на некој, не знам, 40 сантиметри. Се врати, уште оттаму, нели, го контактиравме тогашниот градоначалник со СМС, не изигнорира. Отиде приказката на тогаш кога додеше на Канал 5, се возбуди државата, тогашната власт. Мене ми се чини дека има одржана и владина седница која завршила со заклучок да се пристапи кон враќање, кон процес за враќање на посмртните останки на Панко Брашнаров. И од тогаш буквално ниту локалната власт од 2011 година до денес, вклучувајќи и оваа сегашнава, нема мрднато со малиот прст да го врати Панко Брашнаров во својата родна Македонија. Сега мораш да ми дозволиш, не знам колку време имаме ние во овие начини. Неограничено. Неограничено. Мораш да ми дозволиш да доловам зошто тој голи оток е едно перпетум мобиле на злото. Такви инквизиторски методи се употребувани врз луѓе кои голем дел од нив немале ама баш апсолутно никаква вина. Некои биле таму поради раскажување на вицот за Љубичица Бела, поранешна партизанка, на својот, не знам, потекло од Белград, на својот, не знам, колега, му раскажува виц, знаеш ли зошто Југославија е, не знам, прва во светот по хортикултура, зошто? Затоа што успеала да одгледа најголема Љубичица Бела.
тој виц не ја носи на Голиот оток. Знам исто така за човек кој барал информационо биро на железничка станица, биро за информации, па исто така завршил на Голиот оток. Мислам, луѓето завршиле на Голиот оток поради глупости. На некој локален шеф на УДБА му се допаѓа сопругата на некого, тоа било многу лесно, само те наклеветува и тебе веќе те нема. Тоа биле ужасни времења, значи 48 година, буквално луѓето одале на Голиот оток за се и се што. Дури и Ранковиќ има признато и Јово Капиќич признава дека 90% од луѓето на Голиот оток воопшто не беа за таму. Сега. Сакам да ти кажам неколку методи ужасни со кои се соочуваат затворениците. Тоа е многу важна работа што морам да кажам. Значи на Голиот оток не се оди со судска пресуда. На Голиот оток се оди со административен акт. Значи не да суди суд па да тебе. Значи на голооточките осуденици никогаш во досието нема да им најдеш дека биле на Голиот оток. Не. Туку административна казна им е изречена и значи тоа може да трае 2 дена, ако се ревидира, ако докаже дека е член, дека е верен на партијата, тоа може да биде укинато после 2 дена. Значи тие се зимани таму додека не ја уверат државата, партијата пред се, дека се лојални на партијата. Таа партија што го создава тоа перпетум мобиле на злото, ги распоредуваат затворениците. Не можам да ги наречам ни затвореници, ни осуденици. Туку, голооточките робијачи, не знам како да ги наречам. Бидејќи осуденици не се, за да бидеш осуденик, треба да бидеш осуден. Тие не се осудени, не биле на суд. Така. Значи, предпоставуваме дека има еден павилјон во кој има 50 луѓе и еден лик што се вика собен старешина и тој е буквално алфа и омега, почетокот и крајот на животот и смртта за тие 50 луѓе. И сега имаме еден пример, тој не ќе да се ревидира, не дава знаци на покајување, не уверува дека Комунистичката партија на Југославија му е тоа што треба на сите нас да ни биде звезда водилка, покажува знаци на колебање, се уште во себе размислува дека еден ден на русите ќе дојдат и така натаму, добро, било како било, тој човек треба да се казни. И како се казнува се? Во тој објект, во тој павилјон има 50 луѓе. Собниот старешина наредува, поточно му изрекува на конкретниот, тој што треба да биде казнет, му изрекува мерка шпанска бања. Во тој момент, сите тие 50 луѓе, значи 49 без тебе, се поместуваат од своите места и идат на тебе и ти удираат со буквално се што ќе стасаат, со раце, со нози, со буквално се што им е прирака. И оваа кутра душа, така тепана, ја носат за тоа однапред организирано место во затвореничката менза, го легнуваат на една маса и врз градите му ставаат една мермерна плоча. Не треба да кажувам дека таму од храната слава, дека они работат од утро до мрак, дека чукаат камења и така натаму. И значи на тие скелети една мермерна плоча му се става на градите, на кого му е изречена казната. Градите имаат капацитет толку колку што има капацитет телото, нели? Тоа крхко тело, такво како што е, може да више еднаш, може да више уште еднаш. Мускулот е се послаб, а тежината на мермерната плоча е иста, тешка. Кога веќе е овој Кутриов затвореник, почнува веќе да испушта душа, не може веќе да подигне уште еднаш да земе воздух.
Тогаш еден му ја држи косата вака од позади, а други со инка му истураат вода во нос. Таа вода буквално влегува во белите дробови. И почнува агонијата на неговото умирање. Он почнува да чувствува како душата му се одвојува од телото. Ама, на джелатите, он не им треба мртов, нив им треба жив, за да може да се ревидира во сваќањата за Комунистичката партија на Југославија. И они точно со геометриска прецизност знаат кога ќе испушти душата. Не му дозволува да испушти душата. Прекинуваат тогаш. Го зимаат и го враќаат повторно во својот павилјон, за и утре да им биде достапен, за да знае што го чека ако не работи според принципите на кои е замислен Гориот. Тоа е шпанска бања. Некогаш собниот старешина им изрекувал казна превенција. Значи, тој му изрекувам казна превенција. Па овие 49 луѓе што ги кажувам, неговите другари условно речено од павилјонот, подразбира, физичката тортура се подразбира. 50 души буквално на тебе. Сега, откако си ти така измрцварен и немоќен, двајца по двајца, зимаат за тоа претходно направени, создадени, како да ги наречам, тоа што ние сега го знаеме као бейсбол палка, тогаш биле гранки од дрва, дебели гранки, чекани, малјеви, како да ги наречам, не знам. И сега двајца му ги држат раците раширени, двајца му ги држат нозите раширени и буквално од повечерје до сабајле, до ранните утрински часови го маваат во пределот на скротумот. Бобинац, нашиот водич, кој ја снимавме документарката, вториот пат, значи мој на Голиоток, голоточки затвореник, Бобинац, не се сеќавам на името, тој не водеше таму, не ги раскажуваше овие работи. Сведочеше дека на сабајле на постројување, и тие, нели, треба да почне новиот ден и така натаму, луѓето треба да се постројат. А не знам колку знаеш, луѓето на Голиоток биле облечени во партизански униформи што им останале на партизаните по завршувањето на војната, 44 година. Значи, они биле облечени во дроњци, во партали. Буквално во партали. Исполкинати, кај фалеле парчиња и така натаму. И Бобинац знаеше да ми каже дека не била ретка ситуацијата во која на постројување, тој што бил на превенција претходната вечер, буквално скротумот му достигал до под коленото, имал една ужасно болна розова боја. Во што се состои превенцијата сега? Превенцијата на оваа голоточка мерка е во тоа што ти веќе не можеш да создаваш предавници на партијата како што си ти. Они превенираат создавање нови предавници на партијата како што си ти. Со уништување на скротумот. Има, не знам сега, кибларењето, посебна приказна. Значи, на Голиоток нема одвод, нема канализационен систем и така натаму, и се што се случува, целата физиологија се случува во една кибла, така наречена. Тој што е му изречена мерка кибларење е должен од повечерје додека не се раздени, додека не се терминира, да стои над киблата со носот што ја допира содржината на киблата. Некогаш под бојкот биле двајца. Има место, едниот од едната страна, едниот од другата. Некогаш биле четворица, сите четворица можат околу киблата. Некогаш биле 7. Останатите тројца, за кои нема место за главата во киблата, биле задолжени, морале да стојат во таква формација
со носовите во анусите на нивните претходници. Таму требало, тоа е зошто е перфектум мобиле на злото. Таму треба да се убие човекот во тебе. Знаеш, среќавав луѓе, знаеш, оноа, ќе помине, не знам, куршум низ стаклото, па се јавува пукнатина некаква со дупка. Во очите имаа такви пукнатини. Ја не знаев што да мислам за нив. Ги прашував, му се лутите ли на некого? Не. Ја тогаш ја дознав тајната зошто таа голоточка приказна толку долго успеа да остане тајна. Знаеш зошто? Затоа што сите учествуваа во неа. Да бил еден, што врши тортура врз другите, ке речат, ете го еден. Арно, ама, како ја да кажам што си ми правил ти мене, кога претходниот ден истото јас сум ти го правил тебе. Јас имам слушнато, Александар, за она кога доаѓа нов затвореник и кога старите се постројуваат и кога тој мора да помине, а сите мораат да го плюкаат, да го маваат, да го дираат. Така е, тоа е причината за смртта на Панко Брашнаров. Значи, во таа една увала, во кој единственото нормално пристаниште во кое доаѓал бродот пунат. Знаеш како, сега ми идат нови, не знам сега дали да почнам и за пунат да зборувам, дали да почнам да зборувам што се случувало под палубјето, па како луѓето биле за рака врзани еден со друг. Без разлика, значи, еве испаднати се од бродот и треба да го поминат, да ја поминат таа нивна вија долороза, не знам како да кажам, треба да го поминат таа Голгота треба да ја поминат. А во два реда се наредени 3.000-4.000 луѓе. И буквално те маваат со се што мора да се покажат, бидејќи секој трети, секој четврти таму е или иследник, или кодош, или доушник и така натаму. И многу лесно можело да се случи дека ако не си доволно агилен при тепањето на затворници што доаѓаат, и ти да влезеш во редот. Во една исповед на уште еден голоточки затвореник кој се вика Аче Кјучук, тој има оставено пишан документ дека го видел Панко Брашнаров, кој многу тешко го поминал тој шпалер. Го видел, ми се чини дека бил и последниот што го видел Панко Брашнаров жив. Бил гол, покриен со кебе и се сеќава дека му рекол, ова не биле луѓе, ова биле зверови. И после тоа Панко Брашнаров го завршува својот живот. Официјалната дијагноза е воспаление на миокардот. И тоа е приказната за ужасна приказна, ужасна. Александар, кога спомна ова не се луѓе, ова се зверови, многу пати треба да внимаваме да не ги навредиме зверовите, затоа што зверовите не убиваат припадници на сопствениот. Знаеш како, многу често ќе видам на социјалните мрежи, не знам, за се нешто, за голи оток да се отвори. Значи тоа го пишуваат луѓе што врска немаат од голи оток, за за поставеноста на островот, за организацијата, за причината за негово постоење, мислам дека толку добро го запознав што не знам, има различни фази. Прво му викаш добро, на некого ти се лудиш ли, он ти вика не. Јас сум бил во ситуација на работ, на омрза сум бил кон тие луѓе. Чекајте бре луѓе, ало, вие сте тие на кои ви се случувале вака и вака. Знаеш како? Ќе им погледнеш во очите и ќе ја видиш таа пукнатина за која зборувам и знаеш. И што е многу интересно, голем дел од нив доживеа длабока старост, 90 години. Арно, ама скршеницата во очите никогаш не ја тргнеа. Цел би им беше до крај на живот. Овие приказни во Хрватска, например, знам дека направи еден долг серијал кој што се викаше Удба беше наша судба, нешто во тој стил, јас ги имам изгледано, каде што буквално од крајот на војната од Блајбург
значи од настанот во Блајбург, па натаму значи до самостојувањето на Хрватска, како еден вид катарза ја раскажа целата таа приказна каде што се случуваше тоа страдање, а јас имам чувство дека во Македонија таа алба се уште, значи успева да се трансформира и се уште постои таа сенка дека не смее да се збори за тоа, не смее да се истражува, еве сам кажуваш колку непријатности, колку се молчи за сето тоа. Тоа е моје интимно чувство, не мора да е така. Сенка е вистинскиот збор. Има некоја сенка која е надвисната на тој некој, на тие некои зараци што се трудат да пробијат, некои пробива, но тоа ни далеку не е тој флукс што треба да осветли многу работи од нашата историја. И ми се чини дека уште долго ќе биде така. Една друга ова општество ништо не прави за да не биде така. Апсолутно се согласувам. Една друга тажна приказна која што недоволно е раскажана, е тука, значи покрај нас тоа е Беломорската голгота која што има децата бегалци во граѓанската војна, или кој што се случуваше во 1948 година во Грција. Тука маршалот Тито и како е замешан со своите идеологии, со своето лажно помагање на грчката комунистичка партија, а во позадина имаше тајни договори со Черчил. Сега јас само нафрлам теми. Имаш напишано книга. Ти имаш напишано книга која се вика Водена приказна, можеш да ја покажеш? Ева мојата водена приказна. Те молам малку повеќе за тоа. Да. Најдов еден интересен настан. Најдов еден интересен лик. Се вика Патрик Маккензи. И во мојата книга тврдам дека тој е првиот пилот на Spitfire, кој го истура првиот товар со напалм врз селата во Егејска Македонија. Те молам, Александр, само да напоменеме, овој Патрик Маккензи, што е по националност и во чија армија бил припадник? Тој е вака, тој е шкот, роден во Единбург, бил дел од РАФ, арнова по завршувањето на официјалната на Втората светска војна, во Грција се создава РХАФ, значи Royal Hellenic Air Force, ме разбираш? Таа структура е создадена од англиски претежно, од грчки и од американски пилоти. РХАФ. И значи он првен е член е дел од РАФ, пилот на РАФ, а за време извршувањето на борбените действија против, условно речено, комунистите, нели, во Северна Грција, комунистичкото движење во Северна Грција зема учество таму. Неговата приказка е таа, учествува во операциите во Северна Грција или Егејска Македонија. Напалмот е веќе реалност, за прв пат употребен и така натаму. Поточно прв пат употребен во Првата светска војна, а во Втората светска војна само си потврдиле дека е ефектен и така натаму. Многу неконвенционални дејства се вршени врз тоа население и неважно за приказка. Значи 1989 година, колку години тоа подоцна, некои 60 на 70 години подоцна, истиот тој човек, целиот веќе испреплетен од рак, не може да умре, едноставно и смртта не доаѓа ние кога сакаме, поради грижата на совест од борбените дејства во кои учествува за време на граѓанската војна во Грција. И ја замолува својата ќерка, Ема, името и Ема, да го однесе, Таговкошуе, во таква ситуација, да го посети селото Русилово, бидејќи во тоа бунило предсмртно. Единствено на што се сеќава од топографијата таму е на тоа село Русилово.
Значи, 89 година, ја замолува својата керка Ема Маккензи да го подготви, да му помогне да се врати, да дојде повторно во Грција, во Егејска Македонија и да го посети селото Русилово, бидејќи од тие некои авионски мапи, навигации, не знам веќе како одела работата во тоа време, Русилово му било останато во сикавање и она му исполнува желбата. На крајот на краиштата тој е татко на кој уште многу малку му е останато, го носи во Русилово и тука се случува една драма. Буквално од излегувањето од возилото на почетокот на селото, Патрик Маккензи, тој 80 и неколку годишен старец, буквално паѓа на колена и на колена почува да се движи кон првиот дворот од првата куќа. Луѓето таму и знаат англиски и не знаат англиски, но се зачудени зошто еден старец од нигде никаде влегува во нивниот двор, буквално со веќе искинати колена. Таксистот што ги носи до селото преведува, им кажува дека овој е човек некогашен пилот, доаѓа овдека и сака да ви каже извини, сака да ви каже простете за сите деца што беа родени и што никогаш не порасна, простете за сите кои беа тука, па ги напуштија своите доми поради мене, за сите кои беа живи и се радуваа, па јас со моето со дејствувањето на мојот Spitfire ги прекинав тие младости, тие. Буквално во една драматична мисија за извинување, не успева да стигне до втората куќа, бидејќи зборуваме за еден исцрпен старец, веќе на кого не постојат панталони, не постои кожа на колената, до коска буквално, сронат. Да, не успеа да стигне до втората куќа, бидејќи тоа е напор, тоа е и за неговите години. И буквално на месата кај што се колената, тоа се само траги од крв и од одрано месо буквално. Доаѓа прва помош, некој бил агилен, повикуваат прва помош и така натаму. И господјата која ми раскажуваше оваа приказна 2007 година, ми буквално се изрази вака: тогаш прв пат брзата помош одеше полека, си замолил да го помине болничкото возило, да го помине целото село, за сите да знаат дека тој е тука да им се извини на сите. Го враќаат после во болницата во Воден, од Воден го носат во Солун, од Солун престојува неколку дена, додека не се опорави, за да го врати керка му во Единбург. И многу е интересно неговото, не знам како, неговото предсмртно бунило, каде што буквално го гледа целиот свој живот наназад. Ама многу интересна книга, не треба многу време, на некои 180 страници, топло ја препорачувам, не поради тоа за мене да ме направите богат. Така. Книгата е по цена од 250 денари, можете да најдете во Сакам книги во Скопје, или да ме пронајдете мене на интернет, па да изорганизираме нешто. Иако морам да кажам дека и тиражот е одамна исцрпен, па допечатувавме и така натаму. Арно, ама сакам да кажам дека споменот и на овој дел од историјата на македонскиот народ никогаш не треба да биде заборавен, а дотолку повеќе не сега, кога, условно речено, ги нормализиравме односите со нашиот јужен сосед.
Па јас искрено не гледам, едва чекам да се случи, значи, нашето влегување во Европска унија, да тие граници ги снема и да после само природното живење и соживот на луѓето си го направи своето, затоа што конфликтите ќе не водат кон нови конфликти, омразата ќе не води кон нова омраза и нема да постигнеме ништо. А вака ќе си има можности да се возобноват многу работи, да се залечат многу рани. Раните остануваат, лузните остануваат, но барем можат да се залечат. Да, единственото на крајот од тунелот е, ако веќе зборуваме за таа Европска унија, немањето на граници е една од шансите на Македонија и на македонците. Имаме еден друг историски настан во кој што ние македонците сме вклучени, а тој е како да кажам, настан кој што своевремено одекна во Европа, тоа е убиството на српскиот крал во Марсеј. Она што ние го знаеме дека е организирано, нели, од српската, е организирано од хрватите, ама е со силна поддршка на ВМРО на Ванчо Михајлов, односно кој што лично праќа инструктор за хрватските изведувачи, кои што требало да го изведат, па на крајот не успеале да го изведат и на крајот морало инструкторот по име Владо Черноземски лично да го стори тоа. Да, тоа е во принцип така. Пишувајќи оваа книга, имам овде да го покажам српското издание. Јас сум еден од ретките што во Србија промовирал книга на тема српска историја. Во Белград го промовирав патувањето на Петар Келемен. Многу сум задоволен од таа промоција, беше сосема добро, да не речем одлично посетена. И медиумски пропратена, луѓето дојдоа да видат што еден македонец има да каже за тој Марсеј 1934 година, за судбината на нивниот крал. Таа е една многу испреплетена, една трилер приказна. Јас само ќе се надоврзам на ова што ти го кажа, точно е така, усташкото движење на цело со Анте Павелич пробало 1933 година, значи година дена пред атентатот, да го убие кралот на денот на неговиот роден ден и затоа го праќа атентаторот. Да, патувањето на Петар Келемен е книга напишана 2009 година и настана поради тоа што сакав да знам, а немав од каде. Слушав. Се пее песната еве тија крал, еве тија Македонија, кралот Александро, не знам, свадби, не знам, семејни веселби, не знам, поголеми собирање на луѓе. Тоа е веќе, не знам, 10 години трае тоа некој македонски романтизам, некој ново осознавање, па нели се бараме наназад низ историјата, па еве ние сме, не знам, сме покажале заби на некој крал што диктаторски владел со удел на Македонија и така натаму, ама немаш од каде да прочиташ. Значи ние затоа не учевме во школа и тоа беа се некои полуинформации на кои дали можеш да им веруваш, дали не можеш да им веруваш, преполни со такви некои епски случувања на работ, на веројатност дека било токму така како што се опева во песната. Реков не, нема да постои друг Александар Сашко Кукулев кој ќе бара од човек на човек како било, туку ќе се зафати сериозно да истражи работата и да напише едно четиво преполно со историски податоци, во кои на идните генерации, тие што доаѓаат после него, ќе им каже како всушност и што се случувало на тој 8 октомври 1934 година. Тоа е еден трилер за кој на обичниот читател му станува јасно на крајот дека убиството на еден крал воопшто не е како што ние замислуваме, еве сега некој земал, па отишол од Македонија, па го нашол кралот, па го убил. Тоа е една таква суптилна организација
на целата таа работа. Вклученост на големите сили, тука е замешана и Русија, тука е замешана и Германија, се разбира Италија и Мусолини е пред се. Во тоа време Србија го има најспособниот полицаец на Балканот. Ми се чини дека се викаше Драгиша Миличевиќ. Ако грешам, нека ми простат, или Миличевиќ, дефинитивно. Најспособниот полицаец во тоа време. Го осуетува планот, стигнува во Марсеј ден пред да стигне кралот, ги бара атентаторите по тие кругови каде што обично тие матни типови се движат. Тоа се пуфови, јавни куќи, кафани во кои престојуваат луѓе со сомнителен морал и така натаму. По градски битанги, джепчи, само да ги пронајде, ама не успева да ги пронајде, бидејќи тие се сместени, атентаторите се сместени во Екс-ан-Прованс. Многу е долга приказкава, јас се надам дека ќе му достоиш со еден татунчо само за Марсеј, за да ги расклопиме сите работи. Апсолутно. Кои се многу интересни и за сите оние што сакаат историјата, верувам дека можам да донесам некој податок повеќе за да видат на чисто кој и зошто го ликвидираше југословенскиот монарх во тоа време. Тука има голем началникот на вооружените сили, значи на војската, началникот на француската полиција, па какви се пропусти има во таа колона која од пристаништето по улицата Канавие мине до берзата, до зградата на берзата во Марсеј. Па зошто полицијата е свртена со грбот кон присутната публика, а не фронтално со лице кон публиката за да можат да имаат контрола. Па зошто самиот автомобил има праг за да му олесни на атентаторот да се качи на него па да пука. Па зошто Луи Барту умира од безазлена рана на раката, не знам, некоја вена му била повредена, и Луи Барту буквално незгрижен искрвавува во една марсијска болница. Тука е податокот на еден агент на Скотланд Јард кој час пред да се случи атентатот го информира Скотланд Јард во Лондон дека кралот Александар е мртов. Тука е исто замешателството. Ние од оваа перспектива од 2023 година многу на тие масонски ложи гледаме само како фолклор на Западот и така натаму. Арно Амагената ложа од Гренобол во тоа време била една многу застрашувачка институција, како да ја наречам, организација. Тука е многу интересно кој им го донел оружјето на атентаторите во Екс-ан-Прованс. Значи, оружјето им го донела убавата Плавка, за неа има и Иванчо. Анте Павелич. Анте Павелич има напишано и книга, се вика Лиепа Плавка. А другиот, машкиот дел, значи од тој двоец, е еден лик што го викаат Петар. И за него не знаат ништо. Арно ама, ако се споредат сведоштвата на луѓето кои биле во контакт со тој Петар, мистериозен, значи од луѓето кои биле на рецепција, од луѓето кои го служеле, од келнери, од буквално сета таа послуга која била во допир со него, која го гледала, значи според цртите физички, ако денеска му направиме фоторобот, ќе го добиеме ликот на Јосип Броз Тито или Јозеф Амброз, подоцна водачот на југословенските партизани. Инаку Лиепа Плавка, само за гледачите да кажеме дека тоа е Марија Орсич, жена која што е поврзана со сите тие окултни науки од тоа време, жена од која што црпел инспирации самиот Химлер, Хайнрих Химлер. Значи, интересен лик.
дојдов до податоци дека 1913 година, ако добро баратам со годините, однапред се извинувам ако не сум како што треба, ама во книгата тоа можете апсолутно да го проверите што и како. Не знам дали ќе се види уво. Еве се гледа, да. Значи, според исказите на сите што биле во контакт со него, ако се направи од денешен аспект фоторобот, па и со она дупче кога се смее, па и годините му се тука, бидејќи Тито нели е роден 1890, ова се случува 34 година, они го опишува како маж на некои 40 на години, не знам, со такви очи, со коса карактеристични и така натаму и така натаму. Затоа ќе си прочитат во книгата. Зборот ми беше убавата плавка. Никој не знае како заврши таа на крајот. Некои велат дека е оваа госпогица која ти ја спомнуваш, други тврдат дека е Марија Вударчек, која била сопруга на одреден господин Вударчек, кој па своевремено бил дел од бандата на Ал Капоне во Чикаго и така натаму и така натаму. Ништо нема случајно. Так. И не случајно е белосветскиот, како да го кажам сега, зародишот на тероризмот на Балканот, не случајно се случува таа 34 година и јас тврдам дека Втората светска војна всушност започна со атентатот во Марсеј 34 година. Многу интересна и судбината на учесниците. Значи, атентатот е 34 година. Судењето трае до 39 година, кога се осудени и така натаму и така натаму. Тие во затвор не поминуваат, мислам, цело време се во притвор, ама со почувањето на Втората светска војна, тие се буквално ослободени и се враќаат во Југославија. Па интересен и начинот како завршуваат нивните животи. Значи, само да ги споменам, тоа се Звонимир Поспишил, Мио Краљ и Иван Рајич. Иван Рајич, Мио Краљ и Звонимир Поспишил заедно со Владо Черноземски или Величко Георгиев или Величко Димитров. На едно место вика, имав своевремено толку многу имиња што понекогаш ни сам не знаев кои сум. Па многу е интересно и самиот лик на Величко, на Владо Черноземски, како сакате да наречете го. Тој бил шофер во одредено тутунско предпријатие Никотеа во Пиринска Македонија, ама бил многу брз на оружје и бил многу способен, атлетски граден, со многу вештини. Своевремено сакал да ги посетува и кафаните и да го сака ноќниот живот и така натаму, но веќе кога влегува во условно речено служба на Ванчо Михајлов, тој буквално станува и вегетаријанец. Ја дојдов информации дека читател и окултистичка литература, па почнува да пишува и такви некои песни кои од типот "О Боже, дај ми сила на сокол лут, да летнам високо од тиранот, да го удрам" и така натаму и така натаму. Многу е малку познато дека имал и ќерка, нејзиното име е Латинка и директните потомци на Владо Черноземски кои денеска живеат во, јас ќе го речам Смоквица, ако не е така селото, нека ми простат гледачите, во близина на сега, како се викаше овој град, кај што има базени? Банско? Не Банско, тука е Велинград. Так. На Велинград. Таму има потомци Черноземски. И многу е интересна целата таа приказна, која на крајот завршува со, нели, Рајич, Поспишил и Иван Рајич, Звонимир Поспишил, и Мио Краљ. Мио Краљ е човекот кој заедно со Владо Черноземски го чека кралот во Марсеј. Додека
Поспишил и Раич заедно со Дидо Кватерник го чекаат во Париз. Тие се поделени во две групи. Едните го чекаат, значи двајца го чекаат во Марсеј, двајца го чекаат во Париз, бидејќи таков му е протоколот. Првен треба да оди да го посети Марсеј, потоа да оди во Париз. Планот е, ако овие двајца во Марсеј промашат, не успеат, овие во Париз да ја довршат работата. Многу е интересно што Мио Краљ, човекот што му е партнер за убиство на кралот Александар, во еден момент се исплашува од целата таа приказка. И буквално кога не идува колоната со кралот, он успева да го искористи присуството на огромниот број на луѓе и бега. Му бега на Черноземски. Черноземски останат сам. Инаку планот е Черноземски да пука, Мио Краљ да фрла бомби и со тоа да направи смут меѓу населението, да направи хаос, за да тоа им биде некакво излезно решение. Мио Краљ се исплашува и бега и после е фатен, се враќа со автобус во Ексан-Прованс и фатен е во една длабока шума таму и така натаму и така натаму. Многу има и за него да се каже. Черноземски го извршува атентатот, на вистина постои цвеќе, арнова цвеќето не е купено во цвекарница, туку цвеќето е купено од девојче што продава цвеќиња, кое самото после тврди дека за еден букет есенски цвеќиња добило 1000 франка и така натаму и така натаму, а Черноземски го купил од неа бидејќи тоа девојче го потсетувало на ќерка му Латинка. Многу ситни има работи, многу интересни за цела оваа приказка. Значи, не постои еве тија кралу, еве тија Македонија. Он кога пристапува кон постолјето на колата, на која се подкачува за да може подобро да действува врз Александар и врз министерот Барту, врз оној праг, нели, се фаќа за колата, застанува на прагот па пука. Одејки кон колата вика Вивле Руа, да живее кралот, значи нема тука еве тија кралу, еве тија Македонија, не Јужна Србија и така натаму и така натаму. Тоа е фолклор. Тоа е мит. Фолклор е исто така мале розна коцка ми падна. Мале розна коцка не постои, бидејќи Анте Павлович бил очаен што не може да го убие кралот Александар и од Ванчо Михајлов го барал најспособниот, бидејќи неговите се покажале као неспособни. И сега во услови ти кога немаш човек за да изврши таа работа, глупо би било коцката да одлучи кој, бидејќи едноставно коцката не може да одлучи кој, се бар само способниот за таа работа. Немало мале розна коцка. И сите завршуваат така како што завршуваат, само Ванчо Михајлов доживува длабока старост, 90 години, 90 година умира во Рим како унгарски емигрант. И неговата приказна е исто така полна со трилер моменти кои со задоволство ќе ги раскажам во наредна прилика во некој следен татунчо. Сега, за да биде целава работа, малце да ставиме една нота на повеселост и современие, како тоа велешани, односно велешки малолетни хакери успеа да го направат Трамп председател? Ние од секогаш сме били остроумен народ и од секогаш сме знаеле да се прилагодиме на ситуацијата и од ситуацијата да го извлечеме најдоброто. Можеби не секогаш најдоброто, ама законски дозволеното. Значи, се што се направи таа 2016 година не беше незаконски. Едноставно тие луѓе кои препознаа можноста за лиферувајки лажни вести да добиваат кликови кои пак поради сообраќајот што му го прават на Google ќе им бидат наплатени по клик или како веќе, заработија многу пари и придонесоа буквално Хилари Клинтон на пресконференција да го спомене Велес. Значи на пресконференција како една од причините за незиниот пораз на претседателските избори 2016 година, буквално е посочи Македонија и го посочи градот Велес. Знаеш како, тоа дојде еден новинар, Сан Клементе, ми се чини дека му е името, дојде новинар од Мадрид, од Шпанија,
кој ја истражувал оваа приказна со лажни вести, да направи интервју со мене во Скопје, па разговараме за книгата и разговараме за тоа дали стварно некоја десничарска приказка беше во прашање, политичка, или беше во прашање финансискиот бенефит кој овие луѓе, млади луѓе, знаеа да го искористат, користејќи ги дупките кои социјалните мрежи им ги овозможуваат. Они лиферува многу интелигентно, лиферува лажни вести, да речеме, во разни групи. Групи за риболовци, кај што имат по 2 милиона членови, не знам, групи за убавина, групи за слабење и сите тие работи. И тогаш социјалните мрежи не беа спремни на такви упади во тој систем. Сега нема шанси да направиш нешто такво, ама тогаш не им одеше. Дури и самиот Цукерберг кажа, медиумот е млад, јас се извинувам, ама се случи тоа што се случи. Да, апсолутно, мислам, нели, со текот на времето, ама како растат можностите за пробиви, истовремено растат им можностите за заштита, така да ми се чини дека воопшто во презент денеска во 2023 еве наредната година имаат американците избори, дека ова би можело да се повтори. Германците беа многу исплашени бидејќи после изборите во Америка беа германските избори. Меркел беше исплашена да не се повтори нешто слично таму и за среќа, за нивна среќа не се повтори. И уште еднаш само да акцентирам дека се што беше направено од тие, ајде ќе ги речеме деца, не беше незаконски. Не беше незаконски, не беше законска регулатива што тие кршат. Најдоа начин како да заработува. Некој од нив не знае ни англиски, буквално. Они знаат каде е информацијата е на BBC. Се види, Велешани го препозна современиот момент. Духот на времето. Да, пулсот на времето буквално. Денешниот современ човек има време да го прочита насловот и да ги прочита евентуално црните болдирани букви под него и готово. И тоа е тоа што многу тие што не знаеа англиски користеа луѓе што знаеа англиски, па заедно правеа наслови кои ќе привлечат. Обавезно тука Трамп беше спомнат, па не знам, Трамп рече вака, па и тоа некои сензационални наслови и луѓето тргаат по нив, кликаат, тие кликови им носат пари. И така, има луѓе што многу добро заработија. И уште една работа сакам да кажам, ниту еден од нив не престана. Сите, може не во тој обем, ама сите тие денеска се занимаваат со мрежен маркетинг. Одлично. Бидејќи се најдобрите во Македонија, и тие што ги гледате курс за ова. Ние во Венец имаме луѓе со поминат применет курс на политички, на мрежен маркетинг, вклучувајќи го и политичкиот. Самуки. Александар, јас ти благодарам за ова исцрпно раскажување, кое што само ги загреба темите кои што можеме да ги разговараме со тебе. Се договоривме, односно ти вети дека за поедините теми ќе правиме поопширни подкасти. Јас ти посакувам, сега се ближиме кон крајот на годината, значи среќни празници, се најубаво на тебе и на твојата фамилија. Значи многу среќа и благосостојба и секој добро од мене. Стигни празници и до тебе и до сите следачи на Татунчо. Посакувам во 2024 уште повеќе да се развива и сите да се гордееме со него, како што се гордееме во моментот. Се надевам дека бев на ниво на очекуваното. Ги поздравувам сите и однапред се извинувам за евентуална некоја недоследност искажана во желбата да бидам што попрецизен. Секој добро. Поздрав и секој добро.